Нема веќе бесплатни тестови за антитела, ќе се наплаќаат приватно, стои во известувањето до јавноста од страна на Институтот за имунобиологија и хумана генетика во Скопје. Согласно дописот од Фондот за здравствено осигурување на Институтот за имунобиологија и хумана генетика во Скопје, нема да се работат тестови за концентрација на антитела од SARS-CoV-2 на товар на Фондот за здравствено осигурување. Оваа услуга ќе биде достапна и натаму само на товар на пациентите и ќе чини 736 денари. Стои во соопштението од Институтот. Денеска оваа информација министерот Филипче дообјаснува. Ќе се воведат критериуми за тоа кои лица ќе може да се тестираат бесплатно. Да се врати повторно одлуката да се прават испитувања на антитела над товар на фондот во Институтот за биохимија, но ќе даеме соодветни критериуми. Да не биде дека секој било кој може да го направи тоа испитување заради тоа што финансискиот терет е премногу голем. Значи, согласно тоа дали прележале или не прележале или треба индикација за вакцина во одреден период, ќе даеме критериуми така да граѓаните ќе може се уште да ги прават овие испитувања на терен на фондот. И покри вчерашниот став на министерот дека земјава има доволно вакцини и нема потреба да се прават договори со српскиот институт Торлак, кој ќе ја произведува руската вакцина Спутник В, денеска Филипче објави: во вторник тим од Министерството за здравство заминува за Белград. Таму ќе се разговара за можноста Торлак да стане стратешки партнер во набавката на вакцини. Гледаме како се одвива работата со пандемијата, има разни најави, не можеме да претпоставиме како ќе се одвива и сметам дека е најлогично решение да Институтот Торлак ни биде стратешки партнер во дело на набавка на вакцините понатаму кога ќе треба согласно тоа како ќе се одвива пандемијата. Состојбата во болниците е стабилна, нема поголем притисок за слободни места. 3000 граѓани се вакцинирани досега со AstraZeneca, 35.000 вкупно се вакцинирани до вчера, а 14.000 вакцини има останато за нашите граѓани, објави Филипче.